4 глава. Неговиот интимен однос. Наидуваме на најважните приоритети во животот на мажот токму во овој дел од оваа книга. Сметам дека ако можеме да придонесеме за среќата на нашите сопрузи во овие области кои многу им значат, ќе имаме поголем успех во другите области кои се од суштествена важност за нивната добросостојба. По 20 години молитва со жени за нивните неуспешни, измачувачки, незадоволувачки и мртви бракови, забележав дека интимниот однос не е многу важен во нивниот ум. Не е дека сопругата воопшто не се грижи за тој дел од незиниот живот, но има толку многу други работи кои го бараат незиното внимание, како што се одгледувањето на децата, работата, финансиите, управувањето со домот, емотивниот стрес, исцрпеноста, болестите и брачните расправи. Во испревртените приоритети на сопругата, интимниот однос може да заврши на крајот од нејзиниот список. Некои сопруги дозволуваат да поминат недела по недела, месец по месец, 6 месеци, година, па дури и подолго без да имаат интимни односи со своите сопрузи заради една причина или друга. Кога ќе се случи катастрофа, тие се изненадени. Иако за сопругата тоа може да биде сосема во ред, незиниот сопруг се чувствува запоставен во еден многу важен дел од неговото битие. За сопругата, интимниот однос произлегува од љубовта. Таа не сака да биде нежна со маж кој прави да се чувствува лута, повредена, осамена, разочарана, преморена, незгрижена, запоставена, па дури и напуштена. Но за сопругот, интимниот однос е чиста потреба. Неговите очи, уши, мозок и емоции се заматуваат ако не го добие тоа олеснување. Тој има проблем да го слушне она што неговата сопруга му го вели или да ги види нејзините потреби кога таа област од неговото битие е запоставена. Сопругите понекогаш размислуваат обратно. Тие мислат, можеме да имаме интимен однос откако ќе ги решиме другите прашања. Всушност, постојат многу поголеми шанси да се решат другите прашања ако интимниот однос биде прв. Токму затоа е многу важно интимниот однос да има приоритет во вашиот брак. Дали сите услови се совршени или дали ти сакаш или не е важно. Важно е да ги задоволиш потребите на твојот сопруг и да ја одржуваш комуникацијата отворена. Мажот може лесно да се почувствува неважен, поразен, обесхрабрен, уништен или искушуван во оваа област од неговото битие. Веројатно не постои поважен начин на задоволување на мажот, ниту пак област каде што е поранлив. Проблемите во интимниот однос се прилично чести бидејќи многу жени немаат јасна представа за тоа како Бог гледа на оваа тема. Но Библијата е кристално јасна. Жената нема власт над своето тело, туку мажот. Исто така и мажот нема власт над своето тело, туку жената. Не лишувајте се еден од друг, освен по договор за некое време, за да се посветите на молитва. Потоа состанете се пак, за да не ви искушува сатаната заради недостиг на воздржливост. Прво Коринќаните, 7 глава, 4 и 5 стих. Интимниот однос меѓу мажот и жената е Божја идеја. Освен ако постите и се молите со недели во одреден период или искусувате физичка болест или разделба, не постои причина зошто да не го практикувате интимниот однос редовно. Кога сме во брак, нашите тела не се наша собственост. Ние го поседуваме физичкото внимание на другиот и не треба да се лишуваме еден од друг. Колку често ќе имаме интимен однос, зависи од потребите на другиот, а не само на нашите. Ако твојот став во однос на интимниот однос се сведува само на тоа што тебе ти треба и на тоа што ти не сакаш,
тогаш ја немаш Божјата перспектива. Тој вели дека нашето тело треба да се употребува за да се утеши и за да се надополни другиот. Нешто се изградува во мажот и во бракот, кога неговата сопруга ја задоволува оваа потреба, а нешто се намалува кога сопругата не ја задоволува оваа потреба. Мажот и жената се отворени за искушенија и на многу поголемо уништување отколку што можеш да си замислиш кога оваа област на интимна комуникација е запоставена. Тоа може да му се случи секому и токму затоа интимниот аспект од вашиот брак и сексуалноста на твојот сопруг треба да биде покриена во молитва. А подобро е да почнеш да се молиш за тоа, пред да мораш да се молиш за тоа. Ако твојот сопруг сака интимен однос почесто, а ти си таа која го спречува тоа да се случи, моли се Бог да ти помогне да се промениш. За мене, најтешкиот период кога требаше да се справам со прашањата за интимниот однос, беше кога децата беа мали и кога не можеа да се грижат за себе си. Додека да ги подготвиш да си легнат, ти си веќе исцрпена и подготвена да се фрлиш во кревет. Размислуваш само да заспиеш што е можно побргу, додека твојот сопруг има други планови за тебе. Твоите опции се целосно да го исклучиш и да речеш «заборави, преморена сум» или да му објасниш колку си изморена и да се надеваш дека тој ќе рече «нема проблем, одмори се». Или да продолжиш со лошиот став и да направиш да се чувствува виновен и луд. Но јас пронајдов четврта опција која функционира многу подобро. Пробај ја и види дали нема да функционира и за тебе. Кога твојот сопруг ќе ти покаже што има на ум, како што само сопругот може да го стори тоа, не превртувај ги очите и не воздивнувај. Место тоа кажи, во ред, дај ми 15 минути, или 10, или 20, или колку и да ти е потребно. За тоа време, направи нешто за да се чувствуваш привлечна. Например, истуширај се или направи си релаксирачка бања, намачкај се со миризлив лосион за тело или стави го неговиот омилен парфем. Имај некој парфем кој ќе ставаш само во овие моменти насамо со него. Исчешлај си ја косата, изми си го лицето и подготви го со препарати кои ќе направат твојата кожа да изгледа влажна и свежа. Стави сјај на усните и руменило. Облечи се во долна облека за која знаеш дека нема да може да ја одолее. Не грижи се за твоите несовршености. Тој не размислува за нив. Ако се чувствуваш засрамено, наметни некоја убава ношница за да ги покриеш деловите што ти пречат. Додека го правиш сето ова, моли се Бог да ти даде обновена енергија, сила, виталност и добар став. Се надевам дека кога ќе бидеш подготвена, твојот сопруг ќе свати дека вредело да те чека. Ќе се изненадиш колку подобар интимен партнер си, кога се чувствуваш добро во врска со себе си. Тој ќе биде посреќен, а и двајцата ќе спиете подобро. Ова е мала инвестиција на време од која ќе видиш големи награди во твојот брак. Понекогаш се случува обратна ситуација, односно кога сопругата е интимно запоставена од својот сопруг. Неговиот недостаток на интерес може да биде предизвикан од многу причини, физички, умствени или емотивни. Но ако тој е задоволен по неколку месеци без интимен однос, тогаш нешто не е во ред. Ако не постои физички проблем кој го спречува, тогаш може би има длабоки чувства на неуспех, разочарување, депресија или безнадежност на кои треба да се обрне внимание. Молитвата може да ви помогне да откриете во што е проблемот и како да го решите. Побарајте и професионална помош доколку е потребно. Тоа е многу поевтино отколку развод или физичкиот, емотивниот или умствениот пустош на мртвиот брак. Не дозволувај негативните чувства како што се гневот, огорченоста, самосожалувањето и неопростувањето да растат во тебе. Продолжи да го чуваш своето здравје и привлечност. Ако немаш доволно високо мислење за себе си, за да се грижиш за своето тело,
Направи го тоа како добро дело за него. Имај посебна долна облека која му се допаѓа и облекувај ја кога си со него. Направи нова фризура, изненади го со нов став, постојано освежувај го и надградувај го својот ум. Во основа, немој да не правиш ништо. Лоши работи се случуваат кога интимниот дел од бракот е запоставен. Не дозволувај тоа да ти се случи тебе. Внимавај на календарот и не дозволувај да помине долго време без да бидете заедно физички. Ако веќе поминало долго време, замоли го Бог да ти покаже зошто и да ти помогне да ја решиш ситуацијата. И запомни, никогаш не е доцна да се молиш за сексуална чистота без разлика на тоа што се случило во вашето минато. Никогаш не е доцна да се молиш за сексуална чистота без разлика на тоа што се случило во вашето минато. Понекогаш во бракот се случуваат сексуални проблеми како резултат на сексуалните искуства пред бракот. Моли се да бидете ослободени и исцелени од тие спомени. Чистотата се случува во моментот кога ќе се вкорени во срцето, а тоа започнува со молитвата. Не загрозувај го, ниту пак откажувај се од она што Бог го има за твојот брак, со тоа што ќе ги запоставиш молитвите за овој суштествен дел од вашиот живот. Молитва. Господе, благослови ја сексуалноста на мојот сопруг и направи ја област на негово задоволство за него. Обнови го она што треба да биде обновено и урамнотежи го она што треба да биде урамнотежено. Заштити не од апатија, разочарување, критикување, презафатеност, неопростување, рамнодушност или незаинтересираност. Се молам да имаме време еден за друг, да ги изразуваме отворено нашите вистински чувства и да останеме чувствителни на потребите на другиот. Чувај не сексуално чисти по тело и ум и затвори ги вратите на се што е похотно или забрането, кое се обидува да не загрози. Избави не од рапството на грешките од минатото. Отстрани ги од нас ефектите од секое сексуално искуство, во мислите или на дело, кое се случило надвор од нашиот однос. Отстрани се и секого од нашите животи, кој би предизвикал искушение или неверство. Помогни ни да се воздржуваме од блудство, за да секој од нас знае да го држи својот сад во светост и чест. Првосолунците 4 глава од 3 до 5 стих. Се молам да се посакуваме само еден со друг и никого друг. Покажи ми како да бидам привлечна и посакувана за него и да бидам партнер каков што му треба. Се молам никој од нас никогаш да не биде во искушение да бара задоволство на друго место. Сваќам дека еден важен дел од мојата служба спрема мојот сопруг е интимниот однос. Помогни ми никогаш да не го употребувам тоа како оружје или средство за манипулација со тоа што ќе го давам или ќе го воздржувам заради себични причини. Ти ја предавам оваа област од нашите животи Тебе, Господе. Нека тоа биде нешто постојано ново и живо. Направи да биде се она за кое Ти си го создал. Мокни алатки. Бегајте од блудство. Секој грев што човекот го прави е надвор од телото, а блудникот греши против своето собствено тело. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој е во вас, кого го имате од Бог, па дека не си припаѓате на себе си, зашто скапо сте платени, затоа прославете го Бог во своето тело. 1 Коринќаните 6 глава од 18 до 20 стих. Телото не е за блудство, туку за Господ, а Господ е за телото. 1 Коринќаните 6 глава 13 стих. Пи вода од својот извор и она што извира од твојот кладенец. Зар надвор да се разлеваат твоите извори и водните потоци да течат по улиците? Нека бидат тие само твои, а не и на тугинците кои се покрај тебе. Нека е благословен твојот извор и радувај се со жената на својата младост. Нека ти е како мила срна и љубезлива кошута.
Нека те напојуваат нејзините гради во секое време и нејзината љубов те восхитува непрекратно. Пословици, 5 глава, од 15 до 19 стих.